Еве јас работам интензивно Путин да го донесам во Скопје. Значи не е светот само Европската Унија, Америка. Многу поширок е. Многу е поширок. Зошто не дојде овој од Северна Кореја? Кога си загрозен максимално, немаш многу ти простор и можности за избор. Ја прифаќаш раката на секој што сака, што искрено сака да ти помогне. На секој. Па ќе кажам нешто многу интересно. Дури и да тој секој и самиот ѓавол. Ако си изложен на смртна опасност како народ, секоја сечија искрена помош е добро да даде. А после тоа ќе видиш колку имаш за враќање, како имаш за враќање, како да, но битно е да обстанеш, да преживееш. После, за тоа потоа ќе му ја мислиш. Кој како ти помогнал, како треба да му вратиш и така натаму. Бугари, искрено, катастрофално е тоа што направивте од нас ваши непријатели. Вие направивте. Ние, по самостојувањето, сакавме да ви бидеме пријатели. Едно време поверувавме дека можеби вистина пријателски се настроени кон нас, дека ништо би се сменило во главите. Се излажавме гадно, веќе немаме никакви дилеми во однос на вас. Вие сте непријатели на Македонија и на македонскиот народ. Такви бевте, такви останавте. Такви ќе останете. Тоа е многу жално. Но ние немаме што друго да правиме со вас. Освен да ви вратиме со иста мера. Ние со вас повеќе не можеме ниту да се договориме, ниту да се убедуваме. Немаме време. Загрозени сме. Од вас и сличните на вас. Ние мора да бараме карта за излез. Така што, тоа го знаат и ваши паметни луѓе у Бугарија. Гледам некојаш ке ми дојде нешто вако. Вие тие луѓе, историчари или научници, вие никогаш не ги имитувате на вашите бугарашки портали овдека. Никогаш нивните изјави не се реобјавуваат, реемитираат. Никогаш. Кога ви кажуваат дека македонците со право не сметаат нас бугарите за непријатели. Дека тоа што го правите е крајно непринципиелно против сите темелни начала на Европската Унија. Се љутеле ви или не. Вие сте непријатели на македонскиот народ. Чак што више, пак ќе го употребам тој израз, за кој што вие нормално ќе кажете дека е сербски. Сербски е, но се употреба во скопскиот сленг, како што се употребуваат и турцизми и не знам какви други изми. Сакав да кажам, не само што сте непријатели, што успеавте од македонците да направите ваши непријатели со вашиот однесување. Чак што више, вие сте главниот желат на Европската Унија за обезглавување на македонците и за темелите на нивниот идентитет. Обезглавување на македонците преку уривање на нивниот идентитет. Вие сте главните желати, ние тука немаме веќе дилеми. Затоа можете до безкрај да си паламудите колку сме ние бугари, колку нашиот идентитет е бугарски, колку Мицковски е сербски агент, појма немам, сербски човек. Можеме ние до безкрај да ви објаснуваме дека македонците, дека треба да разберете дека македонците не се ниту бугари, ниту срби, ниту албанци. Можеме да преме до безкрај многу работи, но ние сме свесни дека тоа во однос на вас е јалова работа. Значи, џабе.
Така што вие може до безкрај да ги повторувате вашите паламудања, фашизоидни, шовинистички. Ние ќе се стоиме зад самите нас, ќе се стоиме зад власта, која што е комплетно ставена во одбрана на македонското прашање и македонското прашање во однос на вас и во однос на Европската Унија. И се додека македонската власт не отстапува во таа борба, во тие напори, ќе има полната наша поддршка, без разлика на вашите пропагандни дејства, субверзивни дејства, насочени против македонците. Сакам да кажам, џабе ви и на вас, многу се заебавте и допрва ќе се заебете. А на иранциве што да им кажам? Си знаете со кого си имате работа и постапете како што мислите дека треба да постапите. А дека ќе добиете некоја извинување од Бугарија, или дека Бугарија ќе им каже на американците get lost, многу сте се заебале. Пошто Бугарија тоа сега нема да го направи. Додека не се посере угаќе, Бугарија ќе мисли дека е најака и ќе мисли дека така треба, да им ги лиже јајцата на посилните, пошто тоа им е у генот. У историческиот, у воено-историческиот ген. Да им лиже јајца на посилните. И ова е уште една работа, бугари, што треба да ја сватите колку ние не сме бугари. Ние вакви, мали, сиромашни, нигде никаде, остаени на шупакот на Европската Унија, не сме ни у шупакот, потака сме негде, оваква, па пак ви се спротиставуваме на сите. Пак ви викаме, нема да влезете уста. Ама не Европска Унија, свети Европска Унија. Тој инет е дел од нашиот идентитет, да се спротиставуваме на посилните од нас, дури кога сме најслаби. Вие тоа го немате. Затоа ние и вие не сме исто. Затоа секојаш сме биле на различната страна на историјата. Затоа секојаш вие сте биле рамо до рамо со агресорите, со оние кои што биле окупатори, кои што биле у моментот посилни, мислеле дека може да им ебат матер на сите, затоа секојаш сте биле рамо до рамо со нив. А после, кога некој ве акнал со пуна вака утил, сте менјале страна, сте менјале дрес преку ноќ. Ете тоа, ако свативте нешто добро, јер дајле продужете вака со коментари, мемиња, шовинистички, фашизоидни на мој дзид под овие мои објави, слободно, ја ве охрабрувам да видат сите со какви луѓе сте, каков народ сте, со каков народ си имаат работа, кој им е партнер во Унијата, нека видат сите. Нивото нека ви го видат. Ај сега, ја ви кажем на вас, оно што вие никогаш нема да им го кажете на американците, па може ќе си попиете и ракета и од Иран. Get fucking lost.